Ви благодарам за вашето присуство на нашата денешна пресконференција, во која сакаме да презентираме резултати од едно наше истражување кој што го правевме во време на кампањите, и тоа засновано на она што беше искажано во рамки на предизборните кампањи од страна на политичките субјекти. Решивме да ги провериме сите нивни искажувања и наводи за евентуални злоупотреби и корупција, кои што се правеле наводно, според нивните наводи, во време на изборни кампањи. Начинот на кој што ги проверувавме овие наводи или изјави од страна на политичките субјекти беше со едноставно користење на Законот за слободен пристап до официјалните информации, со кој што побаравме од оние кои што беа посочени како учесници во одредени недозволени активности, а кои што спаѓаат во редот на институциите и органите кои што имаат обврска според Законот за пристап на информации да ни дадат информација, побаравме информации за објавените настани дали навистина се случиле. Она што можевме да го констатираме е дека сите настани кои што беа објавени во рамки на изборните кампањи од страна на политичките субјекти и од македонскиот и од албанскиот блок навистина се случиле. Ние тоа го проверивме и за сето тоа добивме документи и информации доставени од страна на институциите и органите кои што учествувале во овие активности, а тоа се активности во главном на незаконско финансирање на изборната кампања, преку плаќање на изборна кампања или активност за изборна кампања во готово, што знаеме дека е забрането, затоа што законот изрично вели дека сите плаќања на трошоци за кампања ќе се вршат преку специјалната сметка отворена за кампања, плаќање вршење од неовластен орган, односно од општински комитети на политички партии, иако знаеме дека плаќањето може да се врши исклучиво од страна на одговорниот за финансирање за изборната кампања преку трансакцијската сметка во вид на финансиска трансакција, а не во готово. И сите овие активности не беа прикажани во извештаите кои што се доставени до Државниот завод за ревизија, кој е доставен во 2 наврати од политичката партија која што користела таков тип на услуги. Во конкретниот случај, случајот кој што беше објавен за користењето на комуналните услуги од јавно комунално предпријатие Комуналец од Прилеп, кој што дало услуги на местење, односно поставување на огради кои се користени за време на митингот на ВМРО ДПМН во Прилеп, добивме информација од јавното комунално предпријатие дека да, таква набавка е побарана од политичката партија, да, таква набавка е реализирана, таква услуга е фактурирана и до тука се е во ред, додека не дојдовме до моментот да видиме дека таа услуга е платена во готово, што е апсолутно забрането, и дека таа услуга е платена од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Прилеп, што исто така е забрането. Значи, во овој случај ќе ги известиме сите надлежни државни органи за тоа дека се направени прекршување на законот, изборниот законник во делот на финансирање на изборните кампањи и во делот на поднесување на извештај за финансирање на изборните кампањи, а против учесниците ќе бидат поднесени соодветни пријави, а против организаторот на кампањата и кривична пријава согласно кривичниот закон. Друг случај кој што исто така го проверивме, можеби вие кои ги следите повеќе кампањите во албанскиот блок се сеќавате на изјавата дека господинот Артан Груби праќал пораки за да се платат одредени сметки кои што се однесуваат на финансирање на одредени потреби за политичката партија во рамки на кампања. Тоа е настан кој што се случил за време на локалните избори во 2013, но без разлика тоа беше кажано сега во кампања и ние го проверивме и утврдивме дека е тоа точно, односно од општината Студеничани добивме информација дека јавна набавка не вршеле за тоа, но дека фактурите ги платиле
ни доставија извод од плаќање, од кој што се гледа дека покрај тие фактури се платени и други трошоци за изборна кампања, односно во тој ден кога сето тоа е платено, сметката на општината била испразнета целосно, оставена на нула. И уште подалеку отидоа, значи ни го доставија со нивното писмо и наредбата со која е побарано од нив да ги платат тие фактури. Она што загрижува во овие два случаи кои се многу илустративни и кои што укажуваат дека ова е појава и дека ова постојано се случува, е прво дека државата не успеала да се воспостави систем на ефикасно следење на финансирањето на изборните кампањи, што многу се одразува на демократските процеси во Република Македонија и на тоа како се користат или се злоупотребуваат средства од буџетите во случајов на општините за финансирање на изборни кампањи или пак на црни средства во случајот на плаќањето од страна на општински комитет на пари кои што не знаеме од каде доаѓаат за финансирање на изборна кампања. Друго што загрижува е дека вработените во тие исти институции не прават разлика меѓу државата и правото, односно меѓу партијата и правото. Тие постапуваат по партиски налог без да водат грижа за тоа дали тие самите со таквите действувања прават кривични дела и незаконски действија за кои што на нив им се запретени високи затворски казни. Значи, никој нема да ги заштити тие луѓе од тоа дека постапиле по налог на партијата. Тоа не е оправдување пред законот, затоа што тие де факто направиле злоупотреби на своите службени положби. А тука законот предвидел многу високи казни. Исто така, високи казни се предвидени и за носителите на изборните кампањи, односно оние кои што се одговорни за финансирањето на изборните кампањи. И ние во овие двата случаи ќе поднесеме кривични пријави до оние кои што се одговорни за финансирањето на изборните кампањи и во прилог на кривичните пријави ќе ги доставиме сите документи кои што по легален пат ги добивме од страна на оние кои што учествувале во овие действија. Има и други случаи по кои што постапувавме, тие се објаснети во материјалот кој што денеска ви го даваме со сите прилози, да видите што сме кажале ние во барањата, што сме добиле како одговор во тие барања, копии од сите документи кои што ни се доставени, за да видите дека навистина овие работи за кои што денеска зборуваме се случиле и да укажеме уште еднаш дека пред се треба да постапуваме согласно законот и правото и дека конечно треба да се раздвои партијата од државата и да се постапува согласно законите, а не согласно партиските налози. Ви благодарам. Доколку имате прашање, покажете. Односно, кривичните пријави ќе поднесете одговорите ли се во партиите? Да, затоа што согласно кривичниот законник и согласно изборниот законник одговорен за финансирањето или за целото финансиско работење во време на изборна кампања е едно лице. Значи законот бара партијата да утврди кој е тоа одговорно лице. Во случајов кривичната пријава ќе биде поднесена против одговорните лица кои што биле задолжени за финансирањето на изборната кампања и задолжени да поднесат соодветен финансиски извештај до Државниот завод за ревизија. Во случајов финансиските извештаи се поднесени, но во нив не се содржани овие податоци, односно тие се нецелосни и непотполни извештаи, што е исто така елемент на ова кривично дело. Препознава законот нешто како наредба за гледање? Да, тоа се вика поттикнување. Се разбира. И тоа ќе биде опфатено со кривичната пријава. Госпожо Пасева, и во претходните изборни циклуси имавме ситуации каде што не беше јасно на дел од партиите од каде им се парите, односно трошеа број кој што има. Меѓутоа не видовме некој епилог ниту од судските органи, ниту од антикорупцијската комисија. Веројатно се нотираат вакви случаи, меѓутоа епилог нема. Каде е проблем? Проблемот е во институциите, кои што не си ја работат до крај работата за која што имаат обврска и надлежност согласно закон.
Значи законите постојат, во законот овие работи се уредени, но ние имаме проблем со тоа дека институциите се контролираат од страна на партиите на власт и тие не можат да постапуваат доколку за тоа не добијат наредба како во овие случаи или областување. На овие избори имавте случај кога една институција кажа дека било согласно за вредени активности за време на кампања од антикорупцијската комисија. Има мандат антикорупцијската комисија да дава некој согласност? Во принцип не може да се дава согласност и согласност не може да биде оправдување за она што со законот е поинаку уредено. Ако законот вели дека нешто не може да се прави, ниту согласност од антикорупцијска, ниту политичко барање или порака упатена од некој близок до шефот на партијата, не може да биде оправдување за одредено постапување. Ви благодарам.